Продолжуваме ние со нашата утринска програма и следните содржини, каде што понеделнички мојата колешка Ирена Спировска ќе ја вклучиме Линковски, каде што веднаш ќе ја кажам добро утро Ирена и секако добро утро и за гостите со кои што ќе зборуваме за меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Но повеќе ќе дознаеме за што се работи од вашиот разговор, така да повели. Слободанка, добро утро до тебе, се разбира до сите гледачи на нашата утринска програма Ширум земјава. Утринава во живо се јавувам од ректоратот при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, за да ја најавиме петата зимска школа, како што спомена и ти, на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Во следниве минути за сите активности кои што ги опфаќа петата зимска школа, која започнува денес и ќе трае се до 1 февруари, ќе зборувам со професор доктор Кристина Николовска. Добро утро. Добро утро. Еве сме на почеток на петата зимска школа, настан кој што на вистина од вас и од вашиот тим бара многу енергија, многу посветеност, но секако тоа резултира со многубројни активности, со одлични резултати. Па ајде најпрво да кажеме што всушност се ќе опфаќа оваа пета зимска школа. Благодарам за прекрасната најава. Имам чест да кажам дека нашата омилена телевизија Алфа има ексклузивна чест да известува денес, речиси во живо, бидејќи во 10 часот ќе започне свеченото отворање на петата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој што ќе се одржува на далечина од денес една седмица. Импресивна, рекордна е бројката на досега пријавени македонисти за учество, од 100 македонисти, што за нас е огромна радост, но и обврска сето тоа да се спроведе на едно врвно, високо, студиозно ниво, квалитетно ниво, а за тоа се надевам дека програмата ги заслужува сите комплименти, бидејќи преку целата година меѓународниот семинар при УКИМ, ректоратот, со огромни заложби на почитуваната ректорка Билјана Ангелова, која што дава безрезервна поддршка и големи заложби, и со поддршка на ректоратот, проректорите, Советот, направивме една прекрасна програма со подновен концепт, кој што има збогатени содржини. Наставата по македонски јазик за овие 100 учесници од целиот свет ќе се одвива на 3 рамништа, почетно, средно и напредното рамниште, зашто е најзаслужна врвната филолошка школа на лекторите на УКИМ, и предавачите на УКИМ овој пат имаат збогатен концепт, со збогатени содржини, една богата палета на предавања од македонска книжевност и култура. Годинава ќе чествуваме 2 важни јубилеи. Тоа е 80 години од македонската азбука и правопис, со што го чествуваме озаконувањето, правното озаконување на македонскиот јазик, иако на него му претходи една долга етапа на еволуција, при што научната кодификација има направено крстем и Сирков. Понатаму ќе чествуваме уште 5 важни наши великани. Тоа се Ѓорѓе Абаџиев, Живко Чинго, Григор Прличев и така натаму, уште неколкумина Анте Поповски, Константин Миладинов, бидејќи тоа е исклучително важно и за нив да имаме една убава квалитетна програма. Имаме голема чест денес свеченото отворање да биде удостоено со обраќање на почитуваната претседателка на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, за што јавно и благодарам, бидејќи таа е покровител и на летната и на зимската школа и секогаш безрезервно ја афирмира македонистиката на врвен, најубав начин, потенцирајќи колку е важно да има културна дипломатија и соработка помеѓу македонистите од светот. Секако најзаслужната за се е почитуваната ректорка Билјана Ангелова, која што ќе се обрати со прекрасно поздравно обраќање и потоа ќе имам чест да се обратам и јас. Ова е големо македонистичко собрание. Од денес ќе почнат да светат звездите на македонистиката, ќе се вмрежиме во една виртуелна, огромна училница, но и амфитеатар би рекла. Отинам портите веќе ни се мали, како што би рекол Коста Рацин, Шимчир, високи Шимчир порти, нам требаат се повеќе поголеми порти, така што и поддршката е потребна. Секако благодарам и на државниот врв што и на 57-та летна школа, на прекрасен, достоинствен и
начин ја удостои летната школа на семинарот, ставајќи на знаење колку е битно на највисок пиедестал да биде македонистиката, да ја негуваме и тука и во светот, бидејќи ние имаме 11 лекторати во 9 земји во светот, а сега би било уште поубаво да има и повеќе. До сега, замислете, грандиозната мисија на меѓународниот семинар има 4300 учесници на летните и зимските школи од над повеќе од 60 земји. Значи, денес сме едно огромно собрание, еден огромен прекрасен светски македонистички собир, да го славиме, да го поддржуваме. Јас благодарам медиумите се првите пријатели, прозорец кон светот, диалог, соработка и навистина се поклонувам и пред телевизија Алфа, бидејќи секогаш е отворена за македонистиката и за врвните вредности во науката, високото образование, културата и уметноста. Импресивна е бројката што ја спомнавте на учесници и следбеници на овој меѓународен семинар. Што всушност значи овој меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура за нас како земја, а и за македонистите ширум светот кои што имаат можност да учествуваат, да партиципираат во него? Благодарам, прекрасно прашање. За нас тоа значи глас, значи порака, значи македонистичко огромно послание. Дека не имало и дека ќе не има уште повеќе во поголем број, бидејќи, замислете, пред 2 години бројката била 40, а сега е 100 учесници. А за нив тоа значи една прекрасна синергија, нови проекти, вмрежување. Тие имаат огромна љубов кон македонистиката, кон македонскиот јазик, пред се го восхитени се македонската литература и култура која што плени. Ние сме на вистина ризница, бидејќи импресивно е што од изворот на македонската писменост по традициите на светите браќа Кирил и Методи, како што се вика впрочем и нашиот прекрасен универзитет, најреновиран, и по стапките на Охридската книжевна школа, чиј наследник е, со право можам да кажам слободно, меѓународниот семинар при УКИМ, на тие изворишта, значи тие пијат вода, што се вели, нели, бистра вода во духот на Алфа, од извориштето, значи најавтентично, импресивно е на изворите на словенската, сесловенската и македонска писменост, македонистите, филолозите, културолозите, славистите, но и сите воопшто пошироко од сите континенти, бидејќи од секаде од сите континенти имаме, да се напијат од тој извор и да се влюбат и да ја шират таа мисија. Тие ја шират прекрасно. И импресивно е што на странските универзитети има дури и повеќе македонски студенти за македонски јазик отколку кај нас. Тоа е за жал еден парадокс, но ќе работиме, тоа поле верувам, за да се квалитетот да дојде до израз, а ние се трудиме и за квалитет, но и квантитетот е битен. И што повеќе пријатели, што повеќе поддршка, тоа ќе значи поголеми хоризонти за македонистиката, нови проекти, нови достигнувања, чествувања, да не згаснеме и да блеснеме во најубаво светло со кое би се гордееле и нашите предци. Заветот ни е голем и непрегледен, не му треба да му се одолжиме. Бидејќи еве сме на прагот на почетокот на 5-та зимска школа, која што, како што споминавте и вие, официјално ќе започне ова предпладне, односно утринава со почеток во 10 часот, предпоставувам дека веднаш по завршувањето на работните денови, што ќе трае до 1 февруари, ќе започнат активностите и за летната школа. Во право сте. Буквално преку целата година, 365 дена работиме, добро, секако работните денови, но навистина сме неуморни, постои голема енергија, голема посветеност, студиозност, компетентност, со визија, бидејќи штом ректорот има визија и штом ние имаме визија, патот е трасиран и со многу љубов. А таа љубов се шири извонредно на летните школи, бидејќи тука имате медиум да го слушнете и македонскиот ритам, и македонскиот песна, и танц, бидејќи се учат и македонски народни ора и така натаму, археологија и се. Тој преплет, таа синергија на културата, на македонската култура, прави некоја прекрасна хемија или алхемија, би рекла, во која се влюбуваат сите македонисти од целиот свет. Ние сме должни таа да ја развиваме на студиозен, компетентен, академски начин, бидејќи овој семинар е при Универзитетот Свети Кирил и Методи, и на врвен начин да докажеме дека огромната традиција на УКИМ од 76 години, кој што е мајка на македонистиката, понатаму долгата традиција, грандиозна мисија од 58 години на меѓународниот семинар, кој што е матица и расадник на македонистиката,
треба да се заслужат, треба секој ден да се докажува таа доверба и да се оправда и пред институциите и што е најважно пред македонскиот народ. Од македонскиот народ и граѓаните си ја сакаат македонистиката, го сакаат македонскиот јазик и книжевност и култура, ни се обраќаат и тоа е нашето најубаво представително лице. Лице на нашата култура, бидејќи колку сме ни едуцирани, колку сме образовани, колку поубаво говориме, толку сме попредставителни и пред светот и пред историјата. Навистина убаво кажано и убава поента за окружување на денешнава утринска најава на зимската школа на 5-тиот меѓународен зимски семинар за македонски јазик, литература и култура. Вам и на сите членови на одборот и сите што сте дел од организација на овој меѓународен семинар ви посакувам успешна работа во следниве денови, а уште еднаш должна благодарност што токму телевизија Алфа имаше можноста ексклузивно прва да најави за стартот на 5-та зимска школа. Благодарам, ни беше чест. Овај ден на македонистиката, светло празник, да го направиме сите заедно уште поголем во македонистичката седмица оваа недела. Ви благодарам, професорки, уште еднаш. Ете беше тоа професор доктор Кристина Николовска во живо од ректоратот во пресред на 5-та зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ве потсетувам уште еднаш да го сакате македонскиот јазик, да ја сакате нашата книжевност, литературата, културата, затоа што како што спомена и професор Николовска, на вистина имаме со што да се гордееме и треба да бидеме свесни за нашето културно наследство и за убавината и вредноста на македонскиот јазик, литература и култура. Ирена, пренеси и на нашата гостинка, професор доктор Кристина Николовска, голема благодарност за преубавите зборови упатени на наша сметка до Алфа телевизија и ние сме горди пак што имаме вакви професори во нашата земја за негување на нашиот убав македонски јазик.